Добро вечер и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Каква трка би рекол, со неколку страшни инциденти, меѓу кои оној дефинитивно на Роман Грожан. Страшен инцидент, видовме буквално експлодираше неговиот болид во судар со банкината, со заштитната ограда, меѓутоа среќа голема. Роман Грожан излезе буквално неповреден со мали изгореници на рацете и нозете, меѓутоа присебен успеа да излезе од таа заштитна школка, од таа така наречена survival cell, која е вметната во самата срж на шасијата на формулен болид и буквално самата шасија и сите останати делови, сите компоненти кои го сочинуваат на формулен болид се надоградуваат на таа келија за преживување во која е сместен возачот и видовме уште еднашка халото. Оној инструмент кој многу мина го критикуваа, вклучително и јас морам да признам дека бев максимално против халото. Зборев дека тоа не е во духот на Формула 1, дека Формула 1 секогаш била серија со отворени кокпити, меѓутоа кога ќе видите вакви сцени, кога ќе видите како тој уред може да спаси живот, колку и да тој е естетски непријатен, неелегантен во таа естетска аеродинамичка убавина на Формула 1 болидите, сваќате, разбирате и морам да си признам дека навистина од денес па натаму никогаш повеќе нема да кажеме лош збор за халото, бидејќи да не беше тој дел како е она буквално неунишлива преживувачка келија во која е сместен возачот. Мислам дека ќе имавме многу поинаков исход. Едноставно страшен инцидент по контактот со Даниел Квиат од Алфа Таури, болидот на Роман Грожан како од пушка испален веднаш во банкината и видовме дека се расцепи на пола, дојде до експлозија. Следам Формула 1 од 97 година, експлозија не сум видел пожар, многу сцени, многу страшни инциденти. Алонсо од 2015 Австралија, Михаел Шумахер 99 кога остана со две скршени нозе, оној карамбол во Белгија кога учествува 10 на 12 болиди, исто така 99-2000 година. Многу силни удари, меѓутоа вакво нешто, ваква експлозија и тоа среќа што дознавме од новинарите на Sky Sports дека буквално успеало да изгори само горивото кое било моментално во тек од резервоарот кон бензинската пумпа, кон пумпата за гориво. Среќа оној лонец, она вреќа гориво која е заштитена од една дебела еластична гума, не се запали, не експлодираше и спаси неколку животи, вклучувајќи ги животите на стюардите и редарите кои веднаш беа покрај таа банкина. Голема среќа за Формула 1 и уште еден доказ дека безбедносните стандарди во Формула 1 се навистина едно друго ниво. Формула 1 учи од грешките како сите спортови и по трагичните настани, особено по смртта на Бијанки, кога неговиот болид се заби под багер кој беше поставен во близината на самата патека. Видовме дека се воведе хало системот и овој пат халото дефинитивно спречи загуба на уште еден живот. Роман Грожан секоја чест успеа сам да излезе од болидот, веднаш тука дотрче и првиот лекар од медицинското возило. Навистина страутни слики и ова ќе остане во сеќавање на Формула 1 и се надам дека техничките лица во Формула 1 ќе излечат една лекција и можеби ќе донесат некои дополнителни превентивни мерки и стандарди за да може да се избегне вакво нешто во иднина. Што се однесува до трката по рестартот, видовме одма инцидент, овој пат повторно Даниел Квиат со Ленс Строл. Едноставно немаше што да бара во тој прв десен свиок. Ленс Строл веќе имаше линијата на движење и веќе имаше предност во таа кривина, во тој свиок. Дојде до контакт на задниот десен плевматик и Ленс Строл се преврте. Од тога трката влезе во еден динамичен ритам, каде што многу водачи беа на различни стратегии. Видовме дека возачите имаа многу големи потешкоти со менаџирање на плевматиците и различните типови на плевматици во различен дел од трката, зависно од температурата на асфалтот и нивната потрошеност делуваат доста поразлично и видовме различни стратегии. Меѓутоа, интересна борба да се одбележи помеѓу Мекларен и Рено. Тука малку се вмеша и Ферари во еден период. Меѓутоа, Мекларен денеска голем добитник со тоа што за несреќа на Racing Point и Серхио Перес на само 2-3 круга до крајот му откажа моторната единица. Видовме бел чат и буквално беше престигнат од Албон и од сите останати голем ден за Мекларен во бодови во таа битка за трето место во конструктори. Успеа да освои повеќе бодови и од Racing Point и од Рено. Останувааше две трки, навистина тоа ќе биде неизвестно до самиот крај.
голем хендикеп би рекол за Racing Point е тоа што Рен Строл, иако денеска не по негова вина, не носи поени за тимот. Серхио Перес буквално го влече тимот на своите плеки и денеска со трето место можеше повторно тоа да биде така, меѓутоа рековме технички причини, механички причини поради кои не успеа да ја заврши трката. Добри дуели помеѓу сите возачи, интересни стратегии. Алекс Албон со една, би рекол, мирна трка се обиде човекот да остане надвор од инциденти и со една мирна трка до трето место, би рекол повторно благодарение на откажувањето на Перес. Хамилтон буквално како тргна така заврши. Разочарување на денот повторно и на сезоната. Валтери Ботас, кажав и претходно, човекот не го заслужува болидот на Мерцедес. Он е одличен водач број 2, но не може да биде конкурент за шампионската титула. Не може да направи тоа што го имаат направено Дженсон Батон и Никол Росберг, а тоа е со ист болид да го победат Луис Хамилтон. Дженсон Батон 2011 сезона и 2013 сезона беше подобар од Хамилтон во бодови, а Никол Росберг знаеме дека во 2016 година со Мерцедес стана шампион. Тука би ја завршила анализата за оваа трка. Навистина интересни две трки ни преостануваат до самиот крај на сезоната. Овалната конфигурација на Бахрейн ќе се вози следната недела. Тоа ќе биде една трка на Формула 1 со амерички шмек. Баш ме интересира какви резултати ќе имаме таму. Ве молам коментари ваши за денешна трка, за инцидентот на Роман Грожан. Среќа ли беше? Дали го спасија сигурностите стандарди на Формула 1? Што мислите како може да се направи, кои потребни промени се нужни за да се спасиме од вакви ситуации? Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер и субскрайб, многу ви се допаѓа содржината и секако ги очекувам вашите коментари подоле на ова видео. Ви благодарам уште еднаш и имајте пријатна вечер. Поздрав!